Општина Илинден го пушти во употреба новото спортско-рекреативно капче околу Бучинското езеро, во населеното место Бучинци, целосно преуреден туристички локалитет што нуди простор за одмор, спорт, релаксација, рекреација и дружење на отворено. Овој проект, кој произлегува од предизборната програма на градоначалникот Георгиевски, е дел од стратешкиот план на општина Илинден за 2022-2026 година. Е целосно реализиран. Просторот околу езерото е партерно уреден и поплочен со нови бекатон плочки. Изградени се пешачка патека долга 60 метри, како и платформа за прошетка и одмор. Исто така тампониран е и пристапен пат од 100 метри. А за љубителите на риболовот е изработена специјална платформа за риболов. Местото е осветлено со нови енергетски ефикасни канделабри, поставени се урбани елементи како клупи за одмор и корпи за отпадоци. А централниот летниковец нуди пријатна сенка и простор за дружење и уживање. Се тоа го прави Бучинското езеро идеален простор за релаксација и рекреација во природните богатства на општина Илинден. Со овој проект на жителите на општината, но и на сите граѓани од Илинден и околината, им обезбедивме едно модерно, пристапно и функционално јавно место, во кое ќе можат да уживаат и да го поминуваат слободното време. Ова не е само исполнето ветување, туку инвестиција во квалитетот на секојдневието на граѓаните од сите населени места во општина Илинден, изјави градоначалникот Георгиевски. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека во тек е акција за косење, чистење и уредување на општината. Низ населените места, училишните дворови, детските и спортските игралишта и парковите се косат на раснатите тревни површини. Се косат и се уредуваат сите тревни површини, исто така се кастрат дрвијата низ целата општина. Акцијата за косење и кастрење на дрвијата ќе продолжи во наредниот период, со цел граѓаните да можат безбедно да ги користат зелените површини и парковите, а пиша Костовски на социјалните мрежи. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски се сретна со представници од ансамблот на народни игри и песни Орце Николов, еден од најстарите и најзначајните носители на фолклорната традиција во државата. На средбата се дискутираше за тековните културни активности во општината, за локалната поддршка, за културниот развој, за можностите за продлабочување на соработката. Ансамблот оваа година одбележува 80 години од своето постоење и е еден од добитниците на конкурсот за финансиска поддршка на културни проекти на општина Центар. За проектот 80 години волшебен свет на фолклорот, ансамблот доби финансиска поддршка во износ од 30.000 денари. Преку континуирана и зголемена поддршка на културата, покажуваме дека ја вреднуваме традицијата, уметноста и креативноста. Чест ми е со ансамблот што имаме одлична соработка, што годинава на нивниот јубилеј ги поддржуваме негувајќи го и пренесувајќи го фолклорот, како дел од културното богатство на нашата држава. Вложуваме во културата преку низа културни манифестации што обединуваат и радуваат граѓани од сите возрасти, од најмали до највозрасти. За само неколку години го зголемивме буџетот за култура од 3 милиони денари во 2021 година на 13 милиони денари годинава. Тоа е доказ дека културата е и ќе остане наш приоритет, истакна Герасимовски. Општина Аеродром го доби првото мултифункционално игралиште на кое може да се игра и тенис. Ова игралиште се наоѓа во срцето на Ново Лисиче. За прв пат од неговата изградба е реконструирано и доби сосема нов и современ лик. Игралиштето е обложено со сертифицирана мултифункционална подлога, која освен за фудбал и кошарка е соодветна и за тенис, велат надлежните. Порачаа дека општина Аеродром продолжува да работи на подобрување и осовременување на условите за спорт и рекреација на сите жители. Со огромна чест сакам да ви информирам дека изградбата на нова современа детска градинка во населбата Расадник се одвива со одлична динамика, сподели преку социјалните мрежи градоначалникот на општина Киселавода Орце Ѓорѓиевски. Објектот ќе има капацитет за 120 дечиња, ќе се простира на површина од 800 квадратни метри со вкупно 6 занимални, од кои 2 се наменети за јасли. Како што Ѓорѓиевски посочува во објавата, оваа градинка е дел од нивната цврста заложба за целосно затворање на листите на чекање за прием во детски градинки на територија на општина Киселавода. Кога е преседо функцијата, се соочивме со бројка од повеќе од 400 дечиња, кои беа на листата на чекање. Со изградбата на оваа градинка, како и со новите објекти во 11 октомври во Постаница, обезбедуваме место за секое дете. Ке имаме можност да примаме дечиња и од другите општини.
Обезбедуваме топол, безбеден и модерен простор за секое дете, но и големо олеснување за секој родител, истакна првиот човек на Кисела вода. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно